Да. Мија веќе се наоѓа на планината во Малешевскиот регион меѓу селата Будинарци и Митрашинци, каде што во моментов интервенираше и ер тракторот, а исто така делува и полицискиот хеликоптер. Овде со нас е и директорот на Дирекција за заштита и спасување, господинот Стојанче Ангелов. Директор на Центарот за управување. Се извинувам. Може, колега? Да пуштаме ли лайф? Се извинувам, господине Ангелов, еве да ми кажете. Пожарот се појави во текот на попладневните часови вчера. Се разгори во доцните попладневни часови, зазема голема површина и се закануваше да прерасне во исклучително опасен пожар. Првична проценка е дека се зафатени повеќе од 50 хектари деградирана букова и дабова шума. Дел од шумата која што зафатена е претходно исечена, има доста расфрлани гранки. За среќа пожарот се движи ниско по земјата, поголем дел од високите дрви, од буковите и дабовите дрва при живот не се оштетени. Се работи за Мелешевскиот крај, некаде на границата помеѓу селата Митрашинци и Будинарци. Рано утрово, веднаш после 5 часот, со дејство започна еден полициски хеликоптер, кој што исклучително прецизно со неговото ведро ја истураше водата оному каде што е најпотребно и успеавме во раните утрески часови да го совладаме оној првиот, би рекол, удар, огнен удар и да воспоставиме делумна контрола. Од пред неколку минути почна со дејство и еден авион на Дирекцијата за заштита и спасување, кој што исто така со исклучително прецизна фрлање на водата го погоди местото каде што имавме уште едни поголеми пламени јазици. Благодарност и честитки до храбрите македонски пилоти и на хеликоптерот и на авионот, но покрај нив овде се наоѓаат и поголем број на пожарникари. Најпрви на лице место извегува пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Берово, заедно со пожарникарите од национални шуми од Берово, 30 на луѓе кои што први почнаа со воспоставување на контрола. Денес рано наутро на нив им се придружија пожарникари од Виница, Кочани, Радови, Струмица, но и тимови на Дирекцијата за заштита и спасување. Сите овие храбри пожарникари успеаја да воспостават, би рекол, делумна контрола врз пожарот. Очекуваме во текот на денот да имаме целосна контрола врз пожарот. Гаснењето најверојатно ќе трае малку подолго, бидејќи на некои места, како што впрочем може да видите позади мене, догоруваат трупци, догоруваат дебели дрва на кои што е тешко да се изгаснат, а и треба повеќе време истите да согорат. Safety first, како што во повеќе наврати кажувам, на прво место безбедноста на граѓаните, безбедноста на пожарникарите, безбедноста на посадата на леталата. Иако вчера најавивме рано наутро дека ќе полетат 2 хеликоптери и 1 авион, потоа имавме поинаква процена дека ќе биде доволно за почеток еден полициски хеликоптер кој што, како што веќе реков, беше исклучително прецизен и действуваше токму онаму каде што треба, а малку подоцна, односно пред некое време, почна со дејство и авионот. Сега хеликоптерот ќе се повлече во Скопје да се заврши смена на посадата, ќе продолжи со дејство авионот, а потоа по потреба ќе се врати полицискиот хеликоптер, со тоа што цело време на располагање имаме и еден армиски хеликоптер кој што доколку се појави неопходна потреба за кратко време ќе дојде овде. Колку шума е изгорено, гледаме голема површина гори, и да ни кажете од каде хеликоптерот црпи вода? Хеликоптерот водата ја црпи од Беровското езеро, како што веќе реков, зафатена е површина нешто повеќе од 50 на хектари, но целото подречје не е со висока шума, имаме и така наречени нискостеблести растенија, грмушки, тревнати површини, како и површини кои што претходно се исечени, на кои што има само статуци од трупци или гранки, кои што останале од пожарите. За колку време ќе се локализира, тоест ќе го изгаснете пожарот? Неблагодарно да се прогнозира, сега денот веќе станува жежок. Проблемот е што на некои места огнот се распалува и потоа повторно доаѓа до негово ширење, но сметам дека ќе воспоставиме во текот на денот целосна контрола. За гаснење ќе ни треба сигурно најмалку уште еден ден, со тоа што, повторувам, високите температури прават
дополнителни проблеми, но сакам да дополнам за вашето прашање, како што и сами можете да снимете позади вас, дрвата, високите дрвја, дабова и букова шума не се оштетени, би рекол, или не се сериозно оштетени и верувам дека ќе го преживеат овој пожар, така што штетата од овој пожар од ниту еден аспект не може да се споредува со штетата од минатогодишниот пожар. И една од главните причини брзата интервенција од самиот старт, односно настапивме максимално силно и би рекол дека една од можностите кои што тоа ни го дозволи е тоа што сега имаме само еден сериозно активен пожар. Се разбира додека ова го зборува, може на друго место да се појави друг пожар, да не дојде до забуна доколку во овој период се појави друг пожар. Но проблемот ќе се појави дополнително кога во исти ден ќе имаме по 5, 6 па и 10 пожари. Се надевам дека нема да дојде до тоа, затоа апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни. Ние како Центар за управување со кризи сме благодарни до сите македонски граѓани, бидејќи безмалку сите се исклучително совесни. Ретко кој е неодговорен во природа, но таа мала неодговорност може да предизвика пожар со сериозни последици. Затоа и укажувам на граѓаните дека една мала неодговорност, односно фрлање на отпушок од цигара преку прозорец од возило, може неколку километри понатаму да убие човек кој што се наоѓа во својата колиба или напасува добиток. Затоа апелирам до граѓаните да бидат исклучително внимателни. Воедно сакам да се заблагодарам до вас медиумите кои што со вашето присуство ни дозволувате и ни помагате оваа тема да биде крената на едно високо ниво во јавноста и сметам дека оваа година свеста, граѓанската свеста во јавноста за опасности и штетите од пожари е дигната на едно многу повисоко ниво. Воедно ние како Центар за управување со кризи сме максимално отворени за сите медиуми, за секое едно прашање, по потреба ќе одржуваме пресконференции во следниот период. Благодарам. Може ли? Ајде. Што направиме, ќе започне? Ајде да, пошто сака Додо да се тргнеме. Јас сакав и некој од нив да снимате. Може ли барем овој командиро да го снимате добар? Ајде, само тргни се да поминат, те молам.